символи ни го дава крстот. Значи тоа е изведница од нашето писмо. И ова е основниот знак од кој што се изведени скоро сите символи во Македонија. И основниот знак на македонците е крстот. Па всушност и свастиката е крст. И свастиката е крст. Така. Така. Сега идеме кон еден символ кој што го имаат нашите северни соседи. Во квадрат или во круг, тоа е земјата. Тоа е македонската земја. Македонската земја, така. Сега би сакал да го објасните, ова е... Да вратиме претходната слика само. Така, последниот символ. Последниот символ, тоа е денешниот српски грб. Так. Гледачите на телевизија Сонце има можност да го видат и на една вазна од Амазиц од 6 век пред новата ера, на која е насликан Ахил, учесник од една главните јуници во Тројанската војна, на својата опрема го има овој знак. Тоа е 1200 години пред Христа. Што ова значи ако се чита со древното македонско писмо? Така, значи, прво ќе кажеме крстот. Крстот се чита ИА, односно Македонија, македонска земја. А горниот дел над А, значи горната половина, го представува небото. Затоа што И е всушност кај првиот комуникацијата помеѓу земјата и небото. И тоа се и енергија помеѓу небо и земја, а додека А се енергија помеѓу небо и земја, не на небо, ни на земја. Хоризонтална црта. Хоризонтална црта. Кој што означува првата. Так, сега во горниот дел, во горните квадрати, поставени се знаци кои што ги објасниме преска. Левиот знак е Бо, десниот е Б. Бо значи душа, Б значи дете. Кога се на небо душите и децата, тие се во енергетска форма на постоење. Кога се на земја се отолотворени. И тогаш имаме души и деца на небо, и души и деца на земја, на македонска земја, тој е крстот, се ништо друго, само македонци. Не може да бидат ништо друго повеќе. Значи, ова се чита едноставно македонци. Офатени се душите, и тие што се отолотворени, и тие што се во духовна форма. Потврда на ова ќе видиме малку подоцна, кој ќе ги читаме пишаните извори кои што сте се потрудили да ги најдете. Така. Да идеме уште со писмото, да видиме дека на овие балкански простори постои древното писмо. И тоа во многу поширок простор. На следната слика, значи имаме Во мрежа наредната фотографија. Така, ова е најдено во Тракија. Се вика розета од плиска. 7 краци има. И се тоа може да се прочита со нашето древно писмо, али ја би ја префрлил само на следната слика, затоа што веќе има повеќе за објаснување. Така, ова кој ќе се исправи, доаѓа тие трите црти е Бого, се чита, а од озгора како В е Во, значи на Бого Во, тоа значи на душата што твори врховниот небесен Господар. Директно се чита со нашето древно македонско писмо. Така да, иако бугарите ова го декларираат како бугарска азбука, некако само тешко би го спореди. Само од времето кога бугари немало тука. Додени се 7 век, некоја илјадарка години подоцна. Малце повеќе разлика имаат. Сега идеме на следната слика. Исто во Плиска е најден и овој камен. Јас би го стел да се мачат, меѓутоа за нашите гледачи добро е да кажеме што значи. Значи преточено во слика каде што е и објаснувањето. Значи може да идеме на наредната слика, точно е опишано и како се чита. Не таа. Ќе дојдеме до таа. Го нема. Добро. Значи ќе го прочитаме од десно на лево. На Во, на Коки, на Богово, на Аво. Така се чита на древно македонски. На Во, значи на небесниот Господар, на небесната енергија, Коки, инако е небесна енергија, затоа и Кокино наше се вика, местото е Кокино, односно тука постои небесна енергија. Значи на небесниот Господар, на небесната енергија, на Богот, на небесниот врховен Господар, на врховната на небесниот Господар. Ова е посвета, почит кон сите оние кои што не чуваат и не бранат. Преточени преку небесните енергии, затоа што тука сега малце да поминеме на средновековото, да видиме како нашите соседи во окружувањето на Балканот себе си декларирале. Така, јас би менував овој. Така, значи цело време учиме за Самуилова држава, државата на цар Стефан, цар Душан, и така натака не ни даваат никакви
документи дали е тоа така или не е Оригинални така. нема. Оригинални нема, него сето тоа се преводи, изведници, презентирани Оригиналите од се чуваат понова по историја. Јас се потрудив да видам дали е тоа така или не е така, баш поради тоа што многу пати кога сум разговарал со пријатели од Србија, ова е Душанов мост, за каменот мост, тај мост е цар Душан изградил, српски и така натака. Дојдов сега до сознание, каде што го гледаме грбот на Македонија, односно грбот на цар Стефан Душан, така и се вика, цар Стефан Душан. Првиот знак, каде што е стрелката, е знакот на Македонија, односно лавот. Тоа е земски символ на силата на македонците. И после тоа се додадени сите останати грбови кои што биле во владение на цар Стефан Душан. Ова е практично грбот на Душановото држава, на Душановото царство, во која што се гледаме на него како помали грбови дадени символите, очигледно земските символи, на народите со кои што владеа. Така. Прв е на прво место го гледаме во левиот агол десно македонскиот. Да, во средината што го прикажуваат орелот, орелот е символот на христијанството. Го има во нашите постари цркви секаде орелот. Го има и во Свети Јован Богослов. И пред христијанството. На многу монети нашиот зе е прикажан со орел. Што значи дека не е чисто српски орелот, да речеме. Значи тоа е сепак универзален символ. Универзален символ. Го има многу народи. Она што е поинтересно е на следната слика, каде што се извадок од софискиот препис. Имаме прво имаме така од равничкиот препис. Ова е Раваница. Ова е пошто цар Душан Стефан има издадено свој законник. Оригиналите веќе ги нема, меѓутоа се чуваат уште преписи. Овие преписи или пак се чуваат во некој подрум. Или во некој подрум, така. Инаку од Душановиот законник и може да се најде на интернет, само веќе готов преведен со денешно кирилско писмо во српски јазик, така да не ја преведува суштината. Во овој текст можеме да прочитаме благочестивиот, љуби како Христо, љуби како македонского цара Стефана закони постављаат. Значи, цар Стефан се декларира за македонски цар. Никаде тука не пишува српски цар. Ако некој се декларира за македонски цар, не знам како би било царството тогаш. Би требало малце да извлечеме заклучок. Ако некој се декларира за руски цар, царството нема да биде кинеско и не знам што не. Преводот, како што го преведуваат понатака, вика кодот, значи законник на благочестивиот и христолюбив македонски цар Стефан, владетел, значи независен владетел на многу на србите, бугарите, унгарите, далматинците, арбанасите, маѓарите, власите и независен владетел на многу други региони и земји. Од ова директно потекнува дека царството што го формирал цар Душан е ништо друго освен од остварување на македонското царство. Сега би сакал тоа е тоа. Да надополнам нешто. Српскиот граѓански законник е еден од најстарите во Европа, значи именуване видовме по што се го вие нашле како законник на македонскиот цар Душан. И тоа има еден академик српски, академик на Српската кралска академија, кој што 1905 година во Белград објавил една книга се вика Стари српски записи и надписи. Тој го зборува токму ова што вие сега го говорите, и меѓу другото дава документ уште еден. Таа книга е само стари текстови во изворен облик без никаков коментар. Вториот негов запис кој се однесува на цар Душан од неговото кроницување вели дека тој е кронисан како македонски цар и самодржец или владетел, исто на ова што ги кажувате на србите, арбанасите, гровастите, бугарите, хрватите, унгарците и така натака, на многу други земји. Значи тоа е вистината, преписите се наоѓаат во Раваница, во Софија, во Загреб, а иначе мислам дека ги откри Шафарик, чешкиот археолог. Во врска со ова начинот на декларација на царевите во овие простори, во самиот камен од Розета стои и во каменот од Канопус царица или цар тој и владетел на
сите негови поданици. Значи, он е македонски цар, ама и владетел на сите оние што се под неговото царство не се македонци. Значи, тоа е системот на прогласување на цареви во текот на годините кога владееле македонците. И тоа е наследено, не е тоа нешто ново и измислено. Ајде да видиме што вели, овде сте ми донели еден материјал, Едит Дурхам, веројатно албанка, напишена книга Висока Албанија. Што таа вели во својата книга за Душановото царство, за Душановиот законник? И тоа во далечната 1909 година зборува вика за македонците, отпечатено е тогаш. Тоа е пред Балканските војни. Пред Балканските војни, каде што го цитира Душановиот законник, вика законник на цар Душан Македонски, автократ на Србија, Бугарија, Унгарија, Влашка. Значи тоа повторно македонски цар. Би кажал уште некој така на кратко тука. Се спомнува и Франц Миклошич, кој што му е најдобар пријател на Вук Караджич. Кој му ги доставува сите извори историски за Србија. За Србија Вук Караджич кажува вика да су се Македонија српска звале све земја народа нашека. Тоа го има во Историја српскog народа од Владимир Чорович, обнова Печка патриаршија. Прва книга издавач Глас српски, Бања Лука, Београд 1997 година, каде што кажува дека и старите српски песни, каде што се пее дека Пече и Смедерово се македонски градови. Има уште такви примери. Еве сега ќе ви кажам од 1563 година откриен е старопечатен тримесник, печатен во 16 век во град Скадар од некој господин Стефан со следна содржина. Ја свршив оваа Божја книга во лето